Можеме? Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Посетата на председателот на СДСМ и премиер Димитар Ковачевски на Германија донесе дополнителни придобивки за државата и нашата европска иднина. Директно од канцеларот Олаф Шолц добивме јасни и цврсти гаранции дека нема нови устови, нови пречки на европскиот пат нема да има. Дополнително, тој јасно нагласи голема почит за македонскиот идентитет, јазик, историја и за огромните напори што Северна Македонија ги вложува во реформите на патот кон Европската Унија. Сето ова доаѓа по усвојувањето на резолуцијата во германскиот Бундестаг, со која се потврдува и дополнително афирмира македонскиот како рамноправен со сите останати јазици на Европската Унија. Ова е уште една потврда за државничките политики на СДСМ и парламентарното мнозинство. Пред сите нас сега е важен период во кој треба да влеземе одговорно и заеднички низ диалог да го заокружиме процесот на уставните реформи. Сите политички субјекти, вклучително и ДПМН, треба во прв план да ги стават државните и националните интереси и заеднички низ консензус да ја обезбедиме европската иднина. Полноправното членство на Европската Унија не е определба само на една или две партии. Тоа е стратешка цел поставена уште од денот на осамостојувањето. На тој пат кон полноправно членство не сме сами. Туку ја имаме безрезервната поддршка на САД и нашите европски сојузници, меѓу кои Германија. Сојузна република Германија не е само сојузник во НАТО и поддржувач во Европската Унија, туку таа е и наш најважен економски партнер. Околу 50% од вкупниот извоз од Северна Македонија е во Германија, а трговската размена меѓу двете земји само минатата година изнесуваше 3,2 милијарди евра. Ова, како и соработката со останатите земји членки на Европската Унија, дополнително ќе се интензивира по отварањето на првите поглавја и по зачленувањето во Унијата. Затоа, сега мораме да искористиме оваа шанса, да обезбедиме европски стандарди и услови дома, да обезбедиме европска сегашност и иднина за сите наши граѓани. Ви благодарам и повелете со прашање.